Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Решен проблемот со фекалната канализација на жителите од Нова колонија. Граѓаните од Јорче Петров се револтирани поради нереализираниот проект за изградба на канализација. Дали еколошки налепници ќе се лепат и на автобусите? Паркот во Чаир избогатен со нови содржини за деца. Во градинката во Железара ќе се воведе втора смена. Во парк во Топанско поле во општина Чаир денеска беше промовирана детска едукативна инсталација со наслов "Приказна за Јованче и Марика, барајќи го патот до дома ја наоѓаат чоколадната кукичка". На промоцијата присуствуваа градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију, директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило и градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, кој истакна дека главната цел на овој проект била преку облагородување на јавниот простор, избогатување на културните содржини на градот, да се поттикне детската фантазија и игра и да се влијае врз развивањето на детската креативност. Вакви детски инсталации постојат на Водно, постојат во градскиот парк, постојат во паркот Македонија, меѓутоа за прв пат отвараме на така наречената онаа страна на Вардар. Овдека го реконструиравме паркот на улица Дижонска, гледате дека е започната реконструкцијата овдека на паркот околу оваа детска инсталација Чоколадна куќа, веќе ни е готов лавиринтот, ќе продолжиме со реконструкција и со изработка на паркот. Ваква дисперзија на културата, на културни настани, особено за нашите најмлади, за нашите најмили, ќе вршиме низ секое населено место во градот Скопје, затоа што Скопје и заради својата големина, меѓутоа и заради навиките на живење станува полицентричен град, односно град каде што луѓето живеат во повеќе центри. Шилигов исто така потсети за неодамнешните активности на градот со цел на жителите на општина Чаир да им се овозможат повеќе места за релаксација и рекреација, а исто така најави нови проекти кои ќе им го олеснат секојдневното функционирање на чаирчани. Овдека веќе знаете дека градот ја води инсталацијата, изработката на булеварот Босна и Херцеговина, булеварот Христијан Тодоровски Карпош, во тек е проектирањето на тунелите на Вардар. Очекувам дека на тунелите под Кале, очекувам дека со таквиот број на активности на градот ќе го изедначиме можностите на граѓаните на градот Скопје. Автор на идејното решение е Филип Петровски. А градските власти апелираат како до децата, така и до возрастните, со грижа да се однесуваат кон овој парк, но и со сите останати. Исто така општина Чаир и градот Скопје имаат изработено план за создавање мрежа на велосипедски патеки на територијата на Чаир, а како прва етапа за нивната реализација е велосипедската патека на улицата Втора Македонска бригада. Се уште е во тек јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети за 2018 година. Како што информираат од град Скопје, јавниот повик ги опфаќа сите граѓани жители на град Скопје кои ќе купат електричен тротинет од денот на објавувањето на јавниот повик, заклучно со 10 декември 2018 година. Со овој повик се предвидува градот Скопје да надомести дел од средствата за набавка во износ од 50% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 10.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно според редот на пристигнатите барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена кој изнесува 1.090.000 денари. Од градот додаваа дека ова е една од бројните мерки кои градот Скопје ги превзема во насока на промоција на мобилноста и алтернативните начини на превоз. Годинава беа доделени 3119 субвенции за граѓаните за набавка на велосипеди, додека средствата за набавка на електрични тротинети се обезбедени од пренамена на средствата за набавка на адаптирани велосипеди за лица со посебни потреби, каде граѓаните покажаа мал интерес.
Општина Газибаба беше домаќин на 6-та ревија на олдтајмери која се одржа на плоштадот во автокоманда. На ревијата можеа да се видат околу 40 на стари автомобили кои предизвикуваа внимание и восхитување кај граѓаните. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски ја отвори ревијата и истакна дека оваа ревија представува одлична можност каде може да се завидат автомобили во оригинална форма и развитокот во автомобилската индустрија, за да можат младите да се запознаат со тоа каков бил развојот во автомобилската индустрија, како и домакинското одржување на автомобилите од страна на сопствениците. Тоа и понатаму ќе го правиме со цел навистина да имаме една прекрасна манифестација и задружење. Од друга страна едукативна форма каде што развитокот на автомобилската индустрија за младите ќе биде од битно значење. Ова навистина представува добра манифестација затоа што од година на година бројот на учесниците се зголемува. Годинава има преку 40 учесници, покрај Република Македонија имаме учесници и од соседните држави, а од она што можеме да го видиме на лице место, навистина представуваат и добра импозантна бројка и сушувани возила во оригинална и во репарирана форма. Општина Газибаба на ревијата на олдтајмери додели 3 пехари за најоригинално возило, најстаро возило и најдобро реновирано возило. Добитниците на наградите за прваскопска изјавија дека со љубов и внимание ги чуваат овие автомобили. Некои од нив учествувале и на повеќе изложби, а одржувањето на автомобилите е доста тешко, бидејќи, како што рекоа, многу тешко се наоѓаат деловите кои треба да се заменат, но секогаш кога ги возат низ градските улици, предизвикуваат големо внимание и восхитување кај минувачите. Дали досега сте учествувале на некои вакви изложби? Да, сме учествувале и секогаш сме повикани за да бидеме учесници на овие собири за изложба на олдтајмери. Дали е тешко да се одржува ваков автомобил во денешно време? Е малку тешко, бидејќи се трудиме деловите што ќе ни се расиба, се трудиме од надвор од државата да ги обезбедиме. Иначе овде во Македонија нема. Зашто возилото е старо самото. Така, дали привлекува внимание кога го возите низ улиците? Јас излегувам само викенд деновите, сабота, недела и привлекува. Гледам, луѓето имаат заинтересирање, има и бајџи љубители што го сакаат ова со стари коли да се бават. Па се разбира дека е тешко, треба да имате посебно место каде што ќе очувате, треба да имате посебни средства, значи за пред се за перење, значи да внимавате каде ќе го паркирате, значи како го возите и слично. Го реставрирав сега, ова му е втора изложба. Тоа е 1959 година. Редок модел. Мислам дека е во Македонија се уште еден. Све е оригинално на njemu, како е зашо. Се е оригинално како од фабрика. Од 1965 година, така изгледа и сега. Во денешни услови тешко е да дојдете до делови, а автомобилот има поминато околу 90.000 километри. Јас го имам 7 години. Време го чувате? Па чувам го негде околу 7 години. На ревијата беа присутни околу 40 на сопственици на стари и атрактивни автомобили кои ги имаше од Македонија, но и од соседните држави. Општина Газибаба во изминатиот период посвети големо внимание во делот на образованието и во подобрување на условите во детските градинки кои се на нејзина територија. Имено во ова општина, долго време родителите се соочуваат со проблеми за упис на децата во градинка. Од секогаш постоеле долги листи на чекање. Но градоначалникот на општината Борис Георгиевски, како што истакна во една изјава за прваскопска, долгите листи на чекање во Газибаба ќе станат минато. По завршување на тендерската постапка ќе започне изградбата на новата детска градинка во Стајковци. Ќе се прошируваат објектите Морковчево и Румлери и Калинка во Железара. Повеќе пати граѓаните барале од општината градинката во Железара да работи и втора смена. Со проширувањето на капацитетот на градинката за нови 3 занимални, ќе им се овозможи на родителите да ги изгрижуваат децата и во втора смена. Вкупниот капацитет на оваа градинка е проширен за дополнителни 75 дечиња.
Откако Прва Скопска се обрати до надлежните институции за решавање на проблемот на жителите со фекалната канализација од населеното место Нова Колонија, проблемот е веќе минато. Имено пред извесен период до редакцијата на Прва Скопска, револтирани жители пријавија дека подолго време имаат проблем со фекалната канализација, односно поради неодржувањето на пумпите во дворовите на неколку куќи им извираа фекалии и се ширеше многу лоша миризба. Како што изјавија жителите тогаш, проблемот го имале околу една година, односно откако биле поставени новите пумпи, но поради неодржување пумпите престанале да работат. За решавање на овој проблем, екипата на Прва Скопска се обрати до директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски. Тој тогаш даде ветување дека иако не е под нивна надлежност, проблемот ќе биде решен. Деновиве во присуство на Прва Скопска беше организирана акција за решавање на проблемот со фекалната канализација. Работниците од јавното комунално предпријатие Газибаба и цистерна од јавното предпријатие Водовод и канализација го исчистија ѓубрето што беше насобрано околу пумпите, а работниците од фирмата изведувач на пумпите ги поправија. Како што не информираше директорот на ЈКП Газибаба, за да не се повторува ваквиот проблем во иднина, предпријатието ќе побара од Советот на општина Газибаба да им ја предаде надлежноста за одржувањето на пумпите, за да може редовно да се одржуваат и жителите да не се соочуваат со проблеми. Инаку, жителите со кои разговаравме вела дека населбата Нова Колонија во минатите години важела за една од најубавите и најсредените населби во Скопје. Дел од граѓаните на општина Киселавода најавуваат блокади на улиците и институциите со цел да успеат во намирата да го дислоцираат центарот за зависници. Во текот на вчерашниот ден, дел од жителите се собрале во близина на центарот за да ги договорат следните чекори, но и да упатат порака до локалната власт за потенцијалната опасност која доаѓа од зависниците. Општина Киселавода очекува до крајот на годината да се реши проблемот со центарот за зависници. Оттаму додаваат дека рокот за дислокација на болницата е продолжен поради се што се случуваше последниве месеци во државата. Градоначалникот на општина Киселавода, Филип Темилковски, неодамна на пресконференција информира дека тоа е еден од најголемите проблеми во општина Киселавода и рече дека има решение на кое се работи заедно со Министерството за здравство. Во последниот период, поради зголемен број инциденти во центарот, има и поголемо присуство на полициски службеници и поради тоа ќе има средби со надлежните институции, рече градоначалникот, додавајќи дека имало рок до септември за решавање на проблемот, а сега се очекува да се реши до крајот на годината. Дел од граѓаните бараат исто така центарот да се пренамени во поликлиника за да не мораат децата од Киселавода да ги носат во Јане Сандански на лекар и порачаа дека секоја општина треба да почне да се грижи за зависниците. Општина Аеродром ќе прави 4 нови улици во населбата Стар Аеродром. Станува збор за краци на улицата Пандил Шишков, што ќе добијат комплетно нова водоводна мрежа, атмосферска канализација, асфалтирање и улично осветлување. Подобрувањето на инфраструктурата во овој дел на општината е едно од основните барања и потребите на жителите. На овој начин ќе се олесни пристапот на граѓаните до своите домови и подземните паркинзи. Ќе се зголеми бројот на паркинг места и ќе се намали сообраќајниот метеж, стои во соопштението од општината. За оваа намена општината има предвидено над 9 милиони денари од сопствениот буџет. Со низа свечености денеска беше одбележана 74 годишнината од ослободувањето на Скопје. Прво градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов оствари средба со членовите на градскиот одбор на Сојузот на борците на НОВ. На средбата борците споделуваа спомени од ослободувањето на Скопје, а градоначалникот Шилегов изрази длабока почит и благодарност спрема нив. Вие сте дел од луѓето кои што ние имат оставено таа оставштина, за која што ние мораме да се грижиме понатаму, баш заради тоа што веројатно во некои други времења ние ќе бидеме од оваа страна, некои други луѓе ќе бидат од оваа страна, таков е животот, меѓутоа
Она што мора да се грижиме е да сето тоа биде пренесувано од колено на колено. Македонија е таква каква што е историски. Секогаш била место каде што се сретнувале различни интереси на големи сили и веројатно заради тоа сме останале така последни во историјата да ја формираме државата на Балканот. Сме разменувале, бидејќи се имаме среќавано и се среќаваме бајаги искуства, ги знаеме, да речам, скоро сите движења по кои што сте доаѓале во Скопје тој ден. Ние годинава и традиционално направивме, ќе се обидеме тоа биде традиционално една бесплатна туристичка тура на движењето на бригадите кои што учествувале во ослободувањето за Скопје, затоа што барем символично да се обидеме да луѓето имаат впечаток како дошло до ослободување на Скопје, иако географијата на градот тогашна и сегашна е сериозно. Партизанските единици што биле вклучени во ослободувањето на Скопје речиси цел ден марширале кон Скопје, одејќи пеш речиси 30 на километри. Една од бригадите за околу 2000 лица ја покривала цела Скопска Црнагора. Кога пристигнале во Скопје веќе се воделе жестоки битки. 12-та бригада се борела за ослободување на десниот брег на Вардар, како и за сите поголеми објекти: хотелот Македонија, Народна банка, училиштето Гоце Делчев, офицерскиот дом, Радио Скопје. Една од поголемите битки што се водела тогаш била и онаа кај старата железничка станица, а германците биле присилени да се предадат. Големи битки се водели на Водно и на Матка, а можеби една од најпогубните била онаа каде што сега се наоѓа кафеаната Идадија, во Дебар Маало. Завршната битка била за учителската школа, кога биле заробени 70 германци. Во еуфорија на ослободено Скопје, жените излегувале на улиците и ги пресретнувале борците со цвеќиња и по стариот обичај со леб и сол, а потоа следувала и општата веселба на плоштадот, по кој парадирале партизаните. Дури 400 борци учествувале во ослободувањето на градот, а голем дел од нив биле и жени. По повод одбележувањето на празникот, делегација на град Скопје, предводена од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и председателката на Советот на град Скопје, положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите на градот Скопје на партизанските гробишта Бутел и пред споменикот на генерал Михајло Апостолски на градските гробишта Бутел. Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, денес го организираше крводарителска акција. Крводарителската акција е веќе традиционална и препознатлива помеѓу редовните дарители на крв, така што предизвика голем интерес кај хуманите граѓани, кои дојдоа во домот на хуманитарни организации Даре Джамбас да даруваат крв. Александра Валкановска од Црвен крст на град Скопје потенцира дека покрај ова, Црвениот крст организира и многу други редовни крводарителски акции во текот на целата година. Ова е традиционална крводарителска акција која што Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош ја организира секоја година, значи само зборедна за една традиција која што веќе години наред ја негуваме во однос на одбележувањето на 13 ноември, денот на градот Скопје, како што велиме. И ова е едно навистина препознатливо обележје веќе за нашиот град, што значи дека крводарителите веќе ја препознаваат крводарителската акција, доаѓаат, даруваат крв, така што веќе некаде имаме околу 30 до 40 дарители. Меѓутоа акцијата трае во текот на речиси целиот ден, значи од 9 до 17 часот, така што очекуваме дека и во попладневните часови секогаш ќе имаме интерес, односно бројот на дарители ќе биде голем. Валкановски исто така ги охрабрува и новите крводарители да им се придружат на веќе редовните со голем број дарувања зад нив. Има различни генерации, помлади, повозрастни
почесни крводарители се средруваме и на првократните дарители, меѓутоа ги охрабруваме и оние кои што и досега дарувале крв, да дојдат да не посетат да даруваат крв тука во просториите на домот на хуманитарните организации Даре Джампас во дневниот центар за дарување крв. Сепак е тоа еден придонес како општествена одговорност кон самиот ден и кон самата заедница. Од Црвениот крст велат дека со крводарителните акции се задоволува бројот на потребните крвни единици, но апелираат постојано и несебично да се дарува оваа најскапоцена течност. Во Детскиот културен центар Карпош и оваа година се одржа традиционалната манифестација посветена на предучилишните установи, а во чест на градот Скопје, го градам мојот град 2018. Оваа манифестација има за цел да ги истакне детските творечки способности, детската креативност, а воедно и поопширно да ги запознае децата со денот 13 ноември и неговото значење за градот во кој живеат. На манифестацијата учествуваат деца од 20 градинки од Скопје. Секоја градинка ја представуваше екипа од 5 деца, а објектот кој беше изграден е по нивен избор, како и градежниот материјал, како коцки, цртежи, природни материјали, како лисје, дрвца и слично. Тоа е манифестација која има за цел да ги развие креативните и творечки способности на нашите најмали и најмили, децата од предучилишните установи. Горди сме што оваа година имаше голем одзив на оваа наша манифестација, каде што децата заедно со своите воспитувачи дојдоа во нашата институција и го градеа својот град. Употребија, како што гледате, најразлични материјали, од природни материјали, дрвца, стапчиња, кокос, каменчиња, лисја и други материјали, градежни, како што тие ги нарекуваат, тоа се дрвени пластични коцки. Среќни сме и задоволни од нивните дела, кои што ги направија, од нивните уметнички дела и се надеваме дека оваа манифестација традиционално ќе си продолжи да се реализира и во наредните години. Градинките чии што дечиња се учесници на оваа традиционална манифестација добија и символични подароци во чест на благодарност за соработката од Детскиот културен центар Карпош. Пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров беше отворен вториот есенски базар 2018 во општина Бутел. Есенскиот базар се одржува втора година поред по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, во организација на општина Бутел и Сдруженијето Артикрафт од Скопје, а ќе биде отворен денеска и утре од 10 до 18 часот. Пред споменикот и поетот на револуционерот Никола Јонков Вапцаров, градоначалникот Велимир Смилевски положи свежо цвеќе, а потоа ги поздрави учесниците и посетителите на есенскиот базар. Градоначалникот Смилевски истакна дека убаво е чувството кога се негува традицијата и кога им се оддава признание на вештите раце на ракотворците, кои изработуваат прекрасни ракотворби. Мислам дека ова е нешто добро што општината го организира за најнапред младите лица да видат што се работело во претходниот период и да научат нешто од она што како историја сме го имале. Со тоа ги поканувам сите граѓани на општина Бутел па и на град Скопје да дојдат да го посетат овој есенски базар, со тоа што работното време ќе биде значи од 10 до 18 часот денеска и утре. Повелете да видите се што се изработувало во Република Македонија. Сакавме нешто да направиме ново и подобро, затоа одлучивме, бидејќи ноември е месецот на тиквата, да граѓаните искусат вкусот на тиквата во една пита. Со тоа благодарам на сите пекари и ресторани кои што учествуваат во ова. Свеченото отворање беше збогатено со настапот на учениците од основното училиште Ацо Шопов и играорците од културно-уметничкото друштво Плетеница, како и со настапот на пеачката група на пензионерите од општина Бутел. На годинешниот есенски базар учествуваат повеќе од 20 ракотворци, како од Македонија, така и од Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Албанија и од Косово.
Градот Скопје во повеќе наврати информираше дека се превземаат нови 27 мерки за намалување на аерозагадувањето, како субвенции за печки на пелети и за електрични тротинети и велосипеди, гасификација, субвенции за изградба на фасади. И покрај тоа, скопјани едве чекаат да дувне ветер, за да го расчисти воздухот во Скопје. Една од новините со која Македонија и македонската метропола ќе се борат против PM10 частичките е забраната за возење на автомобили кои загадуваат животната средина. Со цел полесно препознавање на ваквите автомобили, истите ќе треба да поминат задолжителен технички преглед, пошто ќе добијат еколошка налипница во боја, во зависност од карактеристиките на автомобилот. Ова е мерка која ја подели јавноста. Дел од граѓаните ја поздравуваат, други пак велат дека најзасегнати од неа ќе бидат ниската и средната класа во Македонија. Сепак, не само автомобилите, и автобусите се загадувачи. Дали и на нив ќе им се лепат вакви налепници, го прашавме првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, кој вели дека според неговите очекувања, возниот парк на ЈСП Скопје многу наскоро ќе биде обновен со автобуси кои ги задоволуваат еколошките стандарди. За жал, кога биле набавувани кинеските автобуси, а и што не се квалитетни, не било обезбеден нити нивниот сервис, нити резервните делови, така што во моментот во јавното сообраќајно предпријатие се поправаат оноку колку што може за да се спречат дефектите, меѓутоа баш заради немањето или необезбедувањето на резервни делови има потешкоти со тоа одржување, така што во дадени моменти кога интензитетот на густината на сообраќајот поголем во смисол на потреба од повеќе автобуси, само тогаш се пуштаат во употреба. Очекувам дека чим ќе ја завршиме постапката и ќе ги добиеме новите автобуси, таквата ситуација ќе ја нема. Деновиве многу често можеме низ градот да видиме стари автобуси на ЈСП Скопје, чии издувни гасови значително го загадуваат воздухот во градот. На нашето прашање, зошто овие автобуси се уште во функција, добивме одговор дека се користат како алтернатива кога ќе се расипат новите автобуси. Од старите автобуси, така наречените стари автобуси, се користат во оперативна употреба само 12, значи дел од нив веќе и не се во употреба. Знаете дека градот е иницијатор на обновување и во теке постапка за обновување на возниот парк со еколошки прифатливи средства за јавен превоз, односно автобуси на газ. Ние ги повикавме и спремни сме и се уште како градоначалник сум спремен и на старите автобуси кои што во системот на јавен транспорт ги користат приватните превозници да ги субвенционираме во набавки, во трансформација на нивните автобуси од дизел на газ, а интензивно работиме и на евентуална можност за целосна промена на концептот на јавен превоз. Од мерките кои градот ги превзема против загадувањето на воздухот, наскоро според најавите од Шилегов, можеме да очекуваме и парк на кровот на градскиот трговски центар. И по 12 години откако започна проектот за изградба на канализациона мрежа во населените места Волково, Кисела Јабука и Ступански двор, жителите на овие населени места во општина Ѓурче Петров мака мачат со овој децениски проблем. Имено, иако самите со кофинансирање во висина од 500 евра учествуваат во изградбата на канализационата мрежа, не можат да добијат нормални услови за функционирање, достојно за модерното живење кое го налага 21 век. Инвестицијата која на почетокот беше процената на 1.400.000 евра, сега е подпомогната со 650.000 евра од Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски вели дека го разбира револтот на граѓаните и уверува дека во најбрз можен рок ќе финишира изградбата на канализационата мрежа. Не ми е жал што морам да констатирам дека тој проект не е наследен, меѓутоа се влече од 2006 година. Како што знаете, има и одлука за самопридонес која што ние не можеме да ја поништиме, каде граѓаните си плаќаат за близу 500 евра, единствено во Македонија, тоа не се случува нас. Меѓутоа не се, ние морам да потенцирам дека добивме 650.000 евра дополнителни средства од страна на владата преку Министерството за транспорт ради добро спроведен проект во изминатата година со забрзано темпо. Планираме следната година да биде дефинитивно завршен проектот за фекална канализација во Волково со сите други населени места со една развојна компонента, бидејќи проектот
се одолжува 12-13 години веќе. Новите населби, новите индивидуални домаќинства кои што ќе произлегуваат, ние веќе ставиме во програмата за следната година како предлог за да можеме да ја проектираме, за да им бидеме спремни на секого да му излеземе да има 21 век фекална канализација. Со заокружувањето на овој капитален проект, кој општина Ѓорче Петров го наследи од претходната власт, градоначалникот Наумовски смета дека општината ќе биде уште поубаво место за живење и инвестирање. Откако во јавноста беа пласирани информации за наводно поскапување на цената на билетите на јавниот градски превоз, со реакција се јави и директорот на предпријатието Кристијан Чушков, кој децидно ги отфрла тврдењата дека возењето со автобус во Скопје ќе поскапе. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје нема да ги поскапи билетите за градски превоз, независно од порастот на цената на нафтените деривати. Пласираните информации во одредени медиуми дека поскапуваат билетите ги оценуваме како неосновани и паушални. Ниту смо побарале, ниту планираме да побараме корекција, односно зголемување на цената за користење на јавниот превоз, изјави директорот на ЈСП Скопје. Евентуалното поскапување на цената на билетот на ЈСП не само што ќе се одрази на и онака скромниот буџет на скопјани, туку и дополнително ќе го загади воздухот, бидејќи поголем дел од граѓаните кои поради исплатливост користат автобус, лесно ќе се приориентираат на автомобил, ако тоа значи дека потрошувачката е на исто ниво. Еколошките организации велат дека со зголемување на загадувањето на воздухот, граѓаните треба да се стимулираат да користат јавен превоз, а не да се одвраќаат со зголемување на цените. Зоолошката градина во Скопје го поднови својот возен парк со електричен еко-минибус, наменет за прошетки на посетителите во зимскиот период. Новиот екобус е со капацитет за 20 посетители, а со едно електрично полнење ќе поминува до 80 км. За сега ова е првото возило што го добива зоолошката градина, благодарение на фирмата Брегал до од Делчево. Директорот на зоолошката градина Ѓорги Галетановски и собствениците на Брегал склучија меморандум за донација и меѓусебна соработка. Зоолошката градина во Скопје ги следи еколошките стандарди и во иднина целиот возен парк ќе биде прифрлен на електричен погон, најавуваат оттаму, со цел да се понудат повеќе интересни содржини во зоолошката градина. Во соработка со учениците од средното училиште Ѓорги Димитров направена е шумска патека која ќе понуди интересни содржини за едукација на најмладите во поглед на сите инсекти, животни и растенија кои може да се сретнат во македонските шуми. Како што информира портпаролката на зоолошката градина Тина Мицковска, наскоро се очекува зоолошката да ја збогатат и птици од видот фламинго. А таму поставени се и нови едукативни табли пред секое живеалиште, на кое посетителите може да ги прочитаат на интересните информации за секое животно. За посетителите поставени се и нови тоалети, како и просторија за пресоблекување бебиња. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.